180 огласи од нова година досега течат за 1300 нови државни вработувања. Најмногу, дури 7 огласи за само 60 дена има објавено Министерството за труд и социјална политика, кој ќе вработи 46 нови службеници. Од друга страна, на платен список најмногу ќе стави Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, дури 154 лица. Со други зборови, тоа се луѓе кои најверојатно плата ќе земаат седејќи дома, зашто тоа веќе се случува со стотици други. Освен овде, 91 лице ќе бидат вработени во Министерството за земјоделие и во уште десетина други институции на системот. Впрочем, списокот на институции и предвидените вработувања изгледаат вака. Секретаријатот за рамковни вработувања 154, армијата 125, Министерство за земјоделие 91, јавно обвинителство 61, Министерството за труд и социјала 46, Канцеларија на премиерот 45, Генерален секретаријат 34, Министерството за транспорт и врски 33 и Министерството за одбрана 31. Заедно платите на нововработените, буџетот ќе го зголемат за речиси 5 милиони евра. Администрација? Не. Зошто? Па правиш се натрупани таму. Кој ќе ги плати? Јас сите ќе ги работувам. Ќе ги соберам сите, ајде. На сите, клишка и пари каде? Кој ќе плати? Кој ќе ги плати? Не е само така. Во прилог на оваа констатација се и бројките. Според буџетските предвидувања, оваа година државата за плати на службениците ќе потроши 398 милиони евра, цели 14 милиони повеќе од лани. Каде со толку плати за администрацијата ќе заврши стопанството? До колапс. Кој со што ќе се запослат? Они фирмите ги затворија, даноци на бута, фискални каси тражат од нова година навага и затворија се. Малите продавници сега ги затворија. Само останаа маркетинците, големите продавници. Ништо не било за тоа. Секако, ова се реакции кои одамна требаше да бидат почитувани, но засега политиката на вработување е таа, што повеќе за администрацијата, стопанството, ако преживее.